Соодветна пријава ќе поднесе санитарниот инспекторат против производителот на храна кој беше причина за труење на 21 работник на штипската фабрика Актива. Анализите од земаните мостри покажале дека во објектот каде што се произведувала храната наменета за работниците, хигиената била на најниско ниво. Фекални бактерии, односно Ешерихија коли, е пронајдено и во храната и во производителот, кој е специјализиран за тоа. Од Центарот за јавно здравје велат дека дел од вработените ги немале и соодветните санитарни книшки. Се работи за присуство на Staphylococcus aureus и на колиформни бактерии. За ваше појаснување, тоа се бактерии присутни во дебелото црево, значи Escherichia coli, Enterobacter, Serratia и некои други бактерии кои што укажуваа на значи фекална контаминација или за присуство на бактерии кои што се резултат или покажуваат за една нечистотија, неодржување на хигиена. Откако е извршена целосна дезинсекција, дезинфекција и дератизација на објектот, кујната повторно е пуштена во употреба. Се поголем е бројот на случаи во кои има масовно труење од храна. Пред 2 до 3 недели, ваков случај на труење од храна имало и во мензите на рудникот Злетово во Пробиштип. Да не ги обвинам, меѓутоа и самите собственици затајуваат на објектите со прехрана. Секогаш кога се нафати некој да работи со храна и да храни повеќе луѓе, значи треба да има одговорност и да знае дека треба да одржува високо ниво на хигиена на објектот, храната да биде од добри продукти, вработените да бидат под добар здравствен надзор. Епидемиолозите алармираат дека фирмите кои се специјализирани за приготвување на храна треба да имат безпрекорна хигиена во објектите, но и да се вршат редовни санитарни прегледи на вработените.